Благодарам на репликата, колешке Николова. Она што можев да го забележам од вашиот говор, сваќам дека целта на вашата реплика е да ја испофалите владата и во рете, го разбирам тоа, но кажете ми тогаш, ако владата била толку вредна, работлива, со визија, како што кажувате, зошто ги имаме сите овие проблеми денес, зашто ние сите сме сложни дека сме во енергетски колапс? Не можете и не смеете да се оттргнувате од вината и да се враќате наназад, а ништо да не гледате нанапред. Значи, она што било заборавено, 5 години сте власт, требало да го решавате, а ако сте го решавале, денес немаше да говориме за овие проблеми. Ако гледавте нанапред пак, владата веќе ќе имаше изготвено национална стратегија, ама ја немате. И тоа е доказ колку ни е вредна владата, колку и дали воопшто има визија за решавање на овие проблеми. Едно прашање ќе ви поставам, ето, ако велите владата не е виновна, кој ќе одговара кривично заради тоа што резервите на јаглен не се држеле до пропишаното ниво во Законот за енергетика? Ќе понесе ли некој одговорност? Уште еден доказ за работењето на вашата влада која што ја испофаливте е дека, уште еден факт е дека РЕК Осломе, откако дојдовте на власт, веќе не работи, а работеше се до вашето доаѓање. Понатаму, од она што го констатирав, е дека вие всушност се согласувате со вашата власт, која дала позитивно мислење за олку да се троши во момент кога граѓаните плаќаат двојно, па и тројно повисоки сметки за струја. Според вас, смее ли регулаторна комисија за енергетика да си дозволи 5400 евра месечно за авторски хонорари и консултантски услуги при секаков вид присутна криза? Исто така се поставува прашањето дали луѓето се вработуваат за потоа да се обучуваат на терет на државата. Дајте веќе еднаш домакински да се работи. Од 9 ноември до 9 декември имавме прогласена кризна состојба во траење од 1 месец во кој ништо не се смени, освен што македонскиот народ стана посиромашен за 250 милиони евра, заради кои всушност и се прогласи кризната состојба, за да може тие пари нормално да се земат од буџетот и да се префрлат на сметките од ЕЛЕМ и МИПСО, за да се продолжат неуспешно да работат на нашиот грб. Ете тоа, колешке, според вас, значи успех на владата. Со тие пари можеше да се изгради цел блок во РЕК Битола. Ама Социјалдемократскиот сојуз, владата избра и овој проблем да се решава со испомпување на пари од буџетот, што повторно значи ограбување на и онака веќе искинатиот македонски народ. Да заклучам, одговорност за несовесно и неодговорно работење мора да има, ама во случајов, наместо одговорност за лошото менаџирање, власта дава пари за да се набавува струја од увоз. И тоа е факт кој што многу јасно го демантира сето она што го спомнавте дека владата го правела на тема енергетика. Некој мора да го решава проблемот со празните акумулации на хидроцентралите. Нели бевте шампиони во енергетика? Па какви се тие шампиони, ќе ве прашам, што не оставија со празни акумулации и без електрична енергија во моменти кога ни е најпотребна? Какви се тие шампиони кои го оставија РЕК Битола комплетно надвор од погон токму во период кога цените на берзите на електричната енергија беа над 200 евра за мегават час? И ќе заклучам, да, шампиони сте. Бога ми, шампиони сте во производство на 0 мегават час енергија. Ви благодарам.